Без музика и ора, без сечење на црвени ленти и без присуство на политичари, беше пуштен автопатот Миладиновци-Штип. Немаше никаква свеченост, ниту кревање прашина за отворањето на оваа исклучително значајна транспортна артерија, но македонските граѓани веднаш почнаа да го користат. Ние го минавме целиот автопат од Скопје до Штип и на одредени места забележавме дека се уште има помали активности, но обележани со добра сигнализација. Забележително беше и присуство на полициски возила кои патролираа по автопатот за поголема безбедност. Помалку од половина час ви е потребно да стигнете од патарината кај Миладиновци до Штип. 5 години по почетокот на изградбата, конечно во употреба беше пуштен автопатот кој што од главниот град води до повеќе градови во Источна Македонија. Автопатот Миладиновци-Штип го скратува патувањето од главниот град до источниот дел на земјата за повеќе од половина час. Освен што значително го скратува патувањето од главниот град до источните градови на земјата, автопатот Миладиновци-Штип се уште нема патарини, па затоа е доста фреквентен уште при првиот ден на неговото пуштање во употреба. Министерството за транспорт и врски се одлучи само со кратко соопштение да објави дека автопатот од денес може да се користи непречено. Упатуваме благодарност до сите граѓани кои во овие неколку месеци беа трпеливи во однос на користењето на оваа автопатска делница. Упатуваме благодарност и до сите градежни компании кои директно или индиректно беа вклучени во изградбата на овој значаен капитален објект. Токму патната инфраструктура беше една од темите во Брисел, каде вице-премиерот Кочан Ѓушев пред представници на повеќе финансиски институции ги представи проектите за изградба на патна, железничка и енергетска инфраструктура во насока на повисока конкурентност на земјата и за подобра регионална поврзаност. Зборувавме за делот на соработката регионална, зборувавме за делот на конективити, значи на поврзаноста на нашата држава во делот на инфраструктурата од сите аспекти, тоа од аспект на патишта, железници, од аспект на далеководи, значи енергетското поврзување на гасоводот према Грција. Добро е што финансиските институции во Европа сакаат да ги пратат финансиски тие проекти. Добро е што сите искажуваат спремност за финансирање на овие проекти, дел значи преку грантовата шема на West Balkan Investment Fund, а дел преку кредитирање. Возачите на автопатот ќе возат бесплатно до Нова година, односно до изградбата на двете патарини Миладиновци Свети Николе и Свети Николе Штип. Според информациите, тендерската постапка ќе биде објавена за 10 дена. Информациите пак говорат дека патарината кај Катрифаково ќе чини 50, а кај Преот 70 денари.